Што е разлика помеѓу артроза и остеопороза? Остеопорозата нарушување во динамиката на наталожување и ресорбција на коска. Додека артрозата, тоа нема никаква врска со коската. Таму имаме абење, оштетување, нарушување на континуитетот на самата зглобна трскавица. Статистички се знае што е позастапено дали артрозата или остеопорозата или нема? Се смета негде помеѓу 7 и 12%. Секој еден човек кој што би доживеал малку подлабока возраст, не постои шанса да нема некаква форма на артроза, односно хондродегенерација и остеопороза. Нема. Денеска е многу трендовска гериатриската траума. Дали има некој период во кој период треба да се изоперира? Колку поитно ги оперирате тие пациенти, толку Тоа е е подобро. подобар резултатот. Што значи итно по тебе? Првите 24 до 48 часа. Правилото на билатерална симетрија во човечкото тело не постои. Луѓето кажат, мене ми се 2 см, едната нога ми е пократка, вика што да правам, дали носам длошка. Не. Дисплазијата на колкчиња кај деца. Се брка ехо да се направи на колкчиња, зошто тоа се прави? Каде е уствари проблемот? Ран третман. Раниот третман е најдобар третман. Тајмингот кога е трета, четврта недела? Во мојот случај ќе ви го кажам со моите две деца. Керка ми ја видов 2 пати на ехо, син ми 2 пати. Што значи тоа корекција? Кое е идеалното време ако треба да се коригира? Корекцијата секогаш, зборуваме во најрана возраст, започнува со конзервативни методи. Значи тоа се методи кои што не користат операции, нема операција. Овие работи не се знаете како ќе направите една операција и ќе завршите работата не. Се многу операции. Има мало дете, пресекувате карлица, ја ориентирате, ја поставувате во позиција која што сакате, ја фиксирате така во гипс плюс имплант за фиксирање, после 6 недели све тоа се вади, па повторно го вадите, па повторно рехабилитација и тоа сета трае додека не се постигнат резултати кои што се адекватни. Кои се најчести фрактури? Дали има разлика помеѓу начинот на настанување на фрактури? Што е проблемот кај делувањето на јака сила, јака траума? Проблем е третманот на меките ткива. Постојат ли да речеме кога на времето уште оние состојби кои ќе оставиш у гипс и седи 4 месеца у гипс? Кога ставите 4 месеци у гипс, па тоа ќе биде катастрофа во однос на атрофија на мускулатурата, раздвижување на зглобовите. Тоа може да не зарасне добро. Проблемот на појава на биофилм, кога самиот имплант ќе се обложи со еден тенок филм кој што е од бактерија. Единственото решение е да го извадиш имплантот. И имаме проблем, тоа е пат се ајде светски проблем кај нас, па уште повеќе потенциран со, би рекол, злоупотреба на антибиотици. Се создаваат нови соеви на бактерии кои што се прво многу резистентни на многу антибиотици. Едно што е многу честа работа, тоа е со руптурите на ахиловото тетиво. Има ли правило дека гледам луѓе кои што се бават со спорт кој имаат? Ама Тоа не се загреваат претходно соодветно. На која е причината, на пример? Ми се чини дека тоа е главната причина. И можеби префорсирање, знаете. Протезите, каде најчесто ставате и кога се ставаат? Колку од коленото и рамен зглоб. Која е индикацијата да се стави, да речеме, протеза на колк? Артроза е една од. Има еден интересен феномен, кога разговарате со пациентот и колку можам да го одлагам, тоа викам зависи од вас, бидејќи кога ќе почне да боли, боли. И сега има момент се одложува, со месеци може да се одложува, може со години да се одложува. И кога ќе дојде моментот на комплетно пропаѓање на зглобот, тој толку многу боли, да он доаѓа за, вика, денеска. Толку е силна болката, значи, да. тоа е толку силна болка и набилитетот е толку голем, да ми кажат што е можно побрзо. Колку трае процедурата? А која? Певе на колк, да речем. Зависи од индикацијата, зависи од тимот, од многу работи. Грубо. Зависи од дали е грубо, да кажеме, со овие техники кои што ги користиме, да речеме самата процедура не повеќе од 45 минути. Колку долго може да трае таа протеза? Да речеме на колкови веса се смета 25-30 плюс години. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Денеска ќе зборуваме за едно заболување кое што секогаш било актуелно. Со модерното време на живење, сите оние негативни работи кои што ги носи современото општество, мислам дека има и експанзија во однос на тоа заболување. За прв пат сакав да направиме нов формат на подкастот заради тоа што сакав да направиме една симбиоза помеѓу две специјалности. Од една страна се различни, од друга страна имаат една единствена цела, тоа е да лекуваат заболувања кои што се на некој начин од ист карактер. Ќе зборуваме за травматологија, ќе зборуваме за ортопедија. За моја големо задоволство. Денес имам двајца професори, двајца мои драги колеги и пријатели кои што се експерти од својата област. Мој гостин е професор Игор Кафтанџиев, специјалист по општа хирургија и субспецијалист по травматологија, и професор Виктор Камнар, специјалист по ортопедија. Колеги, добродојавте во мојот подкаст. И другари можам да кажам, на секој случај. Добро не.
Денеска ќе зборуваме за нешто што навистина е, мислам дека е многу актуелно. Ќе зборуваме за тема на некој начин се различни специализации, а од друга страна се во една изразена симбиоза меѓу себе. На некој начин имате и заеднички пациенти и така натаму. Мислам гледачите треба да ги разберат разликите помеѓу травматологијата и ортопедијата. Но пред да започнам, би сакал сосема на кратко да се објаснат специализациите за да гледачите разберат која е разликата помеѓу травматологијата и ортопедијата. Игор, еве ќе почнеме од тебе. Како изгледа специализацијата и субспециализацијата по травматологија, како било порано, како е денес и како е уиднина, што се случува во Европа? Не знам кои се твоите предвидувања во однос на оваа специализација. Па јас сум од она минатото, кога беше прочем општа хирургија специализација, потоа некоја дополнително усовршување од типот на субспециализација за травматологија. Во моментот тоа е сменето. Не постои веќе таква, да кажам, поделба, таква организација, постои нешто што се вика специализација по травматологија и специализација по ортопедија. Колку е тоа добро или не, ми се чини дека времето покажува дека премногу се сродни тие. Да, и затоа и беше идејата да се направи таа дистинкција, да се види дали тие навистина се во една симбиоза, дали се на некој начин, кој ќе зборуваме се со заболувањата, на некој начин има доста работи кои се заеднички, можам да кажам. Како е во светот, например? Во моментот дали постои таа субспециализација травматологија или веќе не? Или има некои држави што се уште имаат? Па и државите кои што имаа ваква поделба како што имаме се уште ние, веќе почна да ги спојуваат во една целина. Како да речам, така еклатантен пример за тоа е Германија, која што веќе ги спои во една заедничка специализација. Значи нема веќе ортопедија, мислам нема травма, нема ортопедија. Па затоа што се смени концептот, веќе е општа хирургија и таму кај што треба да се третира сериозната травма, постојат различни специјалности, веќе општите хирурзи не ја третираат политраумата, да кажам. Така, јасно. Од таму се смени и концептот. Се наложи дека ние практично работиме скелетна травма. Така е. Што е многу блиску со ортопедската хирургија. Некои работи ни се заеднички, некои работи ни се разликуваат, меѓутоа се покажа дека сето тоа може да се спои во едно. Ми се чини дека и во сегашниот концепт кој што се заговара да се сето тоа спои во една заедничка специализација. Како концепт така дефинитивен. Да, и држи, ја не речем еве Камдар, не знам ортопедијата, бидејќи ти долги години си во ортопедија, како беше порано, како е сега? Дали се приметуваат некакви разлики во однос на едукацијата или тоа има одреден напредок? Како беше порано, бидејќи имаш фатано повеќе периоди во однос на ортопедијата? Па да, ја малку подоцна од професор Кафтанџиев, некои си 10 години подоцна доаѓам. Да. Јас сум специјалист по ортопедија, значи исклучиво во делот на ортопедската хирургија. Меѓутоа, памтам таа 2003 година, International Orthopedics имаше еден, така започнуваше практично целото списание, беше околу концептот токму на Германија, што беше спомната претходно, околу фузијата на тие две специјалности, односно практично по дефиниција ортопедија и травматологија, што би се занимавале со травма и со заболување на локомоторниот систем, односно мускулоскелетниот систем, каде што се опатени впрочем и зглобовите, без оној останат дел, каде што тој дел на травмата би влегол во друг дел на специјалности. Иако постојат, Кафтанџиев тоа има и многу повеќе искуство, тоа се политрауми и така натаму, каде што се во принцип е потребно да бидат повеќе специјалности вклучени, така да не може еден човек или еден општи хирург. Да, така да јасно. Таку искуствата реално, и ја го делам истото мислење, искуствата реално покажа дека луѓето, односно колегите кои што се занимаваат со ортопедска хирургија или травматологија, се едно, кога работат заедно и кога институциите работат во еден синергизам, има многу подобри резултати, бидејќи навистина не може човек да биде нити верзиран, нити толку многу квалитетно целата патологија да ја владе и да ја работи, така да убаво би било кога тие две специјалности би биле споени и заеднички би се работеле на огромен број на проблеми. И тенденцијата европска иде во тој правец, усвари. Не само европска, туку и светска,
и пред се американското општество, они меѓу првите, например Американската академија на ортопедски хирурзи и травматолози, така и се од незино настанување, така и се вика. Практично има кои што се профилираат луѓе во делот исклучиво на травматологија, други во делот на ортопедија и после одат на уште по-тесни субспецијалности. Да, од областа која што е ускоп на Посебно твојата област која работа. што е раста, така. Добро, ние направивме еден концепт, бидејќи сакав да имаме една, да можам да кажем во наводници, една медицинска конфронтација помеѓу двете специјалности, иако од еден аспект, пак кој што напомена и Камнар, дека се иднината иде во еден синергизам помеѓу двете. Камнар, кај тебе ќе идам со она прашање кое што е онака најчесто во популацијата, кое што луѓето мислам дека најмногу има забуна. Што е разлика помеѓу артроза и остеопороза? Кој ќе рече дека има артроза и кој ќе рече дека има остеопороза? Да ги разграничиме едното од другото, да се разграничи на некој начин. Во принцип огромна е разликата. Али се спомнува јавноста, го си го слушаш, веројатно го спомнуваат, имам многу е артроза, често. имам остеопороза. Така да е факт тоа дека многу често постои некоја забуна кај луѓето токму на таа основа. Едното, односно поротичната костка или остеопорозата или намалување на минералната густина на коската се поврзани исклучиво со коскеното ткиво по дефиниција кој што е орган. Не е ни ткиво, не е ни клетка, него е орган. Так. А кога се однесува за артроза, артроза е состојба каде што имаме практично дегенерација, односно хондродегенерација. Дегенерирање, оштетување по природен, насилен или некој друг пат, без разлика, болест на зглобна трскавица. Значи и на зглобовите, што кажа Кафтанџиев, бидејќи зглобот представува дел од коската, меѓутоа тој е еден составен дел, како составна целина, кој што во неговиот практично ембриолошки и хистолошки пат се создава. Многу е важно тука околу детската коска што го зборувавте, дека практично детската коска да, по делот на васкуларизацијата, начинот на растење и све, меѓутоа и постоење на така наречените физни плочи, односно тоа се зони на раст, бидејќи коската не расте онака како што гледаме, она расте по еден лонгитудинален правец, меѓутоа расте токму во тие зони на раст, има некои посебни дефиниции таму дека тоа е една комбинација на повеќе клетки како што се фиброзни, раскавични, коскени и така натаму, кои што се во една симбиоза и тоа е многу важно за понатамошно лекување. Дали се работи за травматски процес, дали се работи за процес кој што е зафатен од некаква болест или некоја трета состојба, како што се некои форми на тумори и така натаму, многу е важно познавањето на анатомијата, морфологијата, како што спомнавме, меѓутоа и она трета работа, тоа е биологијата на самата коска, за да имаме на некој начин предвидлив и успешен тек на лекувањето. Остеопорозата, нели ја спомнавме, таа е нарушување во динамиката на наталожување и ресорпција на коска. По принцип тоа е еден природен процес, односно секој еден човек повеќе кај жените се зема во предвид, меѓутоа не се исклучени и мажите. Како животниот век се зголемува, така и практично состојбата на намалување на минералната коскена густина е еден составен пратител на секој од нас. Заради тоа што века жените, например, после 50 години, намалување на хормоналната подршка, естрогените и така натаму, доаѓа до зголемување на ресорпција на таа коска и таа коска станува полесно кршлива. Значи, да се разбереме, таа не се крши одма, меѓутоа станува послаба и поподложна на кршење. Додека артрозата, како што кажав, тоа нема никаква врска со коската. Таму имаме абење, оштетување, нарушување на континуитетот на самата зглобна трскавица. Статистички се знае што е позастапено, дали артрозата или остеопорозата или нема? Во принцип, во земјите каде што се води прецизна статистика, тоа се генерално западните земји и во Азија исто имаат, во азискиот континент имаат исто добра прецизна статистика, се смета негде помеѓу 7 и 12%, значи плюс минус тука се и артрозите визави остеопорозата. Меѓутоа, за да бидеме начисто, се смета според некои одредени фактори предикторни дека секој еден човек кој што би доживеал малку подлабока возраст, значи зборуваме повеќе од да влезе во 8-та деценија и така натаму, практично не постои шанса да нема некаква форма на артроза, односно хондродегенерација и остеопороза. Нема. Нема. Па добро, затоа што тоа е нормален процес на старење на коската и односно на зглобовите. Така е. Која спомне остеопорозата, Да, слободно, тоа идејата, да се мислам да појасниме затоа што денеска е многу трендовска, очекувано трендовска гериатриската травма. Да, тоа рековме да се спомна да тоа е. Затоа што остеопорозата практично како
е основата на гериатриската траума. Нарушувањето на она што значи нормална коска. Што значи по принцип поедноставно, што значи гериатриска? Па добро, има различни дефиниции за тоа, меѓутоа тоа е поврзано со возраста, со старењето. Тоа значи дека кога е коската слаба, нели, ако се поврзано и со мускулите, односно слабоста на целото тело со старење. Атрофирање на се тоа, така? Нормален процес, нели, на старење. И една мала траума може да предизвика скршеница. Сега, ние, европската популација е популација што старее. Значи е многу поголем тој тренд на појава на такви типови на скршеници. Така. И тоа е нешто што е, да речам, сериозен здравствен проблем. Од друга страна, па таа возрастна популација, па таа сега им се зголемува и нивото на, да речем, на оние животни активности. Денешните, не знам, луѓе на 70, на 80 години се уште активни, дури и спортски активни. Така да, јасно, тоа е. И нивните барања за, да речем, квалитет на живот се исто така се зголемува, за разлика од она што значило. А што значи во однос на, да речеме, ако се оперира, што значи во однос за раснување? Дали имаат проблеми, тие остеопоротични промени, артротични промени, така натака? Или тоа ипак за раснувањето секако е поголем проблем него ако споредуваме со помладите. Меѓутоа, дали оперативно ви прави проблем повеќе или не? Идентично е од оперативен аспект. Па не би рекол дека е поголем проблем, него од друга страна па и она индустрија која што ја прати оваа целата работа, и таа работи. Си се балансира она се развива. Па денеска имаме различни девајси, различни импланти кои што се специјално дизајнирани, нели, за таква, за третман на таа траума. Учиме практично, многу учиме. Например, низ последниве 2 децении, вака можам слободно да бидам на некој начин и ја некој сведок на сето тоа, како се менуваат ставовите. Она реално што го кажа Кафтанџиев, зборувавме, да кажеме, околу зараснувањето на коските, околу потребата на различните импланти кои што ги користиме, да. Меѓутоа, факт е дека луѓето кои што ќе настрадаат од таков тип на остеопоротична скршеница во некоја понагласена возраст, во некое време се сметаше дека, да речеме, многу тешко зараснуваат тие коски, дека они тешко се враќаат во секојдневие, многу тешко можевме да ги станеме од кревет. Сега веќе тие процедури после оперативни се сметаат, реално тоа е огромен проблем, мислам, тоа факт, меѓутоа се сметаат за life saving процедури кои што спасуваат живот, бидејќи вие што побрзо го оперирате, го мобилизирате човекот, пациентот, да речеме, не знам, на 75, на 80 години, кај него побрзо виталните функции се враќаат, бидејќи системскиот одговор е сосема поинаков. Замислете еден пациент залежан 4 недели. Како? Здрав, млад, да го легнете, па не можете да го после тоа го рехабилитирате, а не па за возрастен човек, возрастен, каде што, да речеме, си носи своји коморбидитети со себе. Така да се сменија доста работите и концептите, начините на кои што работиме на некој начин секојдневно со тоа се занимаваме, доведоа до драматично подобри резултати. Значи, збор да нема индустријата од една страна, познавањето добро на оперативните техники. Што значи, да речеме, временски пример? Колку време имаме, мислам, дали тука се, да речеме, ако имаме во гериатриската, кој што кажувате, речеме, дали има некој период во кој период треба да се изоперира, да речеме, пациентот, ако има некаква скршеница, пример, ако веќе го зборуваме тој процес. И формално сме го испитувале тоа, мислам, баш докажано. Така, баш убаво, ајде чуем. Дека колку поитно ги оперирате тие пациенти, толку е подобар резултатот. Што значи итно по тебе? Првите 24 до 48 часа. Има најдобри резултати. Најдобри резултати. Така, тоа... Имаше едно мислење порано дека тоа се пациенти со коморбидитети, ако се коморбидитети најчести, што е, да речам, многу очекувано во таа возраст. Меѓутоа денеска и во тој дел медицината е напредната. Не, па јас стално сум рекол, веќе те прекинам, да речеме, ти имаш возрастен од 80 години, он крши, има акутна повреда. И сега има и проблем со срце, да речеме, што годините може да си го направат своето. Ти не можеш да го оставиш со скршеница без разлика на срцето. Мислам, колку и да има, може да има 5 байпаса да има. Ама и анестезијата и припремата на пациентите во
во меѓувреме напреднува. Нели? Да, Таа се развива како што се развива другата медицина, така се развива и таа. Меѓутоа, пациентот во тој момент е најспремен за да се интервенира. Така. Значи, ако лежи 7 дена, многу потешко ќе биде, затоа што веќе почнуваат да се развиваат тие, да речам, и други фактори што влијаат, затоа што траумата не е само травма с кршеница, траумата е травма на целиот цел организам. организам. Организмот реагира на различен начин, за да не влегуваме Не во можеш, некој мислам, не може до тоалет да отидем, мислам, тоа се толку проблематични работи да ти да го остаеш него Не, со недели неопериран, мислам, тоа е Ние зборуваме страшно. за да оди до тоалет, ние зборуваме да може да се сврти во постела. Значи тоа се огромни болки, каде што и основната тоалета не можеш, поготово ако е на долги екстремитети, на пример околу кулковите, карличниот прстен, под колениците и така натаму. Што највише се крши, да прекинам, од кој дел, кои коски се најподложни статистички? Колк, рачен зглоб и рам. И рам. И рбетот како Добро, тоа би рекол е малце посебна Да, се издвои, група, ако збориме за она остеопорозата, таму дури може да имаме скршеници кои што не се поврзани со травма. Така, како патолошки некој начин? На некој начин патолошки, затоа што тие се поврзани со самата тежина на телото практично, и промената на структурата на коската може да доведе до скршеници. И некогаш пациентите кога ќе почувствуваат некаква болка во грбот, па дојдат па се направат некакви најобични рентгенолошки испитувања, нели? Тогаш ќе ги видиме тие скршеници. Така. Без да има некаква Без травма. травма, така, јасно. Значи тоа е, да речам, еден посебен проблем, една посебна. Не, ова можеме буквално кој што тргнавме, мислам ова геријатриска очигледно може цела емисија да се направи, бидејќи е баш и мислам дека е навистина голем проблем. Мислам по тој аспект е навистина голем проблем. Па е голем проблем. Социоекономски. Секаков. Така. Водите сметка дека голем дел од тие луѓе, речам, ако залежат, ако не се рехабилитираат брзо, ако не се оправат брзо, тие стануваат проблем на општеството. Така, јасно тоа е. Тие се терет и на семејството, и на општеството, и генерално се, мислам, за секој од нас тоа важи. Што подоцна се рехабилитира или влезе во систем, така. Добро, тогаш сега ќе ја фатиме геријатриска, имавме друг концепт, али убаво што го расчистивме, без разлика, тоа беше малку покасно прашање, али мислам дека убаво ја затворивме оваа тема за геријатрија, бидејќи рековме сакавме да обрнеме внимание на ова прашање. Сега би се вратил кај децава, бидејќи така би почнал, така ни беше и планов, да речеме, бидејќи убаво објасни во однос на морфологијата на коската и растот, како растат и така натака. Кои се најчести повреди кај децата? Еве да речеме, тоа е исто интересно прашање, каде што повторно сте во некаква симбиоза двата дела, двете специјалности. Кои се најчести повреди кај децата? Најчести фрактури. Фрактури. Добро, има различни типови. Ако мислиме на локализација, пак е тоа на долги коски. На долгите коски во главно. Секај децата има неколку различни типови кои што се специфични за детска возраст, се разликуваат од оние кај возрастните. Така. Ајде што би спомнал тука е она позната green stick, нели, Да. кога практично Се крши како гранч. се крши како гранче, ма тоа значи дека едниот кортекс не е скршен, дека таа фрактурна линија не е до крај. комплетно, нели, не ја крши коската. Се јавува на она тензионата страна на долгата коска и тоа е состојба која што може да се коригира, да речам, со еден спротивен маневар од оној механизам кој што довел до нејзината скршеница. После има едни бакет, не знам како да го преведам, тоа не постои превод. Кога се крши спојот во метафизниот дел на коската, каде што коската се спојува диафизата со епифизата, значи оние два окрека кои што ги спомнав на почетокот. Битно е ствари, како што разбирам, битно е у целата работа е да се напомене дека кај детските фрактури е многу битно да имаме континуитет, правилно репонирање, дали е тоа конзервативно, значи со репозиција без остеосинтетски материјал или остеосинтетски материјал, да има континуитет бидејќи ако не се добро наместени може да има проблеми со растот на коската. Така.
не само со растот, со деформитетот. Значи, ако зборуваме конкретно на местата каде што не се зоните на раст и настануваат известни деформитети. Уствари ортопедијата, извини ке те прекинам, ортопедијата уствари се уклучува кога имаш компликации од решавање. Тоа сега да го спомнам на почетокот, мислам на почетокот, кога почнавме да збориме за детскиве фрактури. Тоа е најчесто случајот кај фрактурите кои што зафаќаат епифизната линија. Така, Линијата на раст. Линијата на раст. Да. Сега тука има различни подтипови, да не влегуваме во тоа. Што е генерално проблемот? Проблемот е во тоа што го реков оној потенцијал на раст кај детската возраст. И тоа колку е, да речам, исто има разлика, колку е мало, колку е големо детето. Да, тоа е битно, да, ако е бебе Значи, или да, до 4 години се смета дека има еден пластичниот деформитет на коската, може да се коригира, да се ремоделира ако коагулацијата е не е поголема од 20 степени. И тогаш можеме да се ослониме на тоа дека таа коска со текот на растот ќе се ремоделира. Ќе се врати, да речем, да, се врати во нормалната. Инаку, која е основата на третманот? Да се коригира алајнментот или правецот, осовината и артикулирачката површина. И тука влегуваат епифизните скршеници. Ако ја нарушиме зоната на растот, во периодот како детето ќе расте, ќе се појави деформитет кој што веќе не е проблем на травматологијата, ќе биде проблем на ортопедијата. Тоа, така да кажам, значи по некој начин ти ги земеш компликациите поради лошо зараснување на физните линии. Значи во принцип во ортопедијата може да бидеш и пред тоа. Да, јасно. Да речеме претежно. На некој начин кога најчесто се уклучуваме, кога ќе дојдат компликациите заради некаква форма на повреда која што претходно настанала и направила проблем. Сега, што е карактеристично кај зоните на раст? Има една дефиниција која што е многу важна, дека клетките кои што се наоѓаат, оние што ги спомнавме пред малку во зоните на раст, они во принцип, во зависност од биолошката толеранција, не препознаваат дали ги притискаш, дали правиш торзија, дали ги извлекуваш. Ако се во граници на биолошка толеранција, они се размножуваат. Значи, коската нормално функционира. Ако таа биолошка толеранција се зголеми повеќе, односно таа е над биолошката толеранција, тоа клетките изумираат. Меѓутоа, што е она што во принцип е многу важно да се знае и важно сега, мислам дека во тоа постоја се убаво и да се каже, а тоа е дека ако се оштети таа зона на раст, може да се оштети ради повреда, при манипулации, операции и така натаму, зоната на раст може да изреагира на повеќе начини. Еден од начините е да речеме, пошто зборуваме за дете во раст, нели? Тој дел биолошки сегмент или делот од екстремитетот да расте помалку. И тој ќе има иneгалитет со тоа што тој ќе биде пократок. Може, па од друга страна, сосема спротивно да изреагира. Да расте многу долго, повеќе. Не подолго, да. Или ако е само еден дел оштетен дел, сега пробувам овака најопшто да го објаснам сликовито, може да направи потешки деформитети. И затоа доаѓа после тоа таа така наречена реконструктивна хирургија, меѓутоа тоа доаѓа отпосле. Тоа се реконструктивни остеотомиски процедури, каде кршење на коската. Не е класично крштење, него тоа е практично пресекување на коската и моделирање и поставување во онаа позиција во која што ние посакуваме да зарасне со сите потешкоти кои што си ги носи тој тип на процедура, за да би се добрале во некоја нормална позиција за тој биолошки сегмент понатаму да го следи другиот. Иако апсолутно во правилото на билатерална симетрија во човечкото тело не постои, ортопедијата тука посебно се занимава со тој дел, практично егализација двата екстремитета, значи зборуваме да речеме нозете или рацете, се едно е нозете. Луѓето кажат да мене ми се 2 сантиметри, едната нога ми е пократка, вика што да правам дали носам длошка. Не. Затоа што еве конкретно мојата нога е 2,5 сантиметри лева пократка од десната. Мислам, измерено, проверено. Значи, тоа апсолутно нема никаква врска, си има компензаторни механизми, биомеханиката на телото, орбетот, делот на карлицата и така натаму, тоа го стабилизира. Да, го коригира и вие тоа воопшто не можете да го приметите. Све што е над тоа, тогаш почнуваат да се јавуваат проблемите. Значи, меѓу другото, инегалитетот или несрамномерноста на екстремитетите после физните повреди во принцип се еден од најчестите компликации кои што се решаваат
понатаму со тие процедури остеотомиски и така натаму, со следење на растот, има и посебни третмани сега со поставување на специјални надорешни фиксатори, порано беа поедноставни, сега се малце покомплицирани тие за издолжување на екстремитетите и така натаму, за би се добила нормална позиција. Сериозен проблем како и не, јас само би кажал ова Игор да спомне од аспект на дека ипак детските фрактури поголем процент се решаваат конзервативно, отколку што се решаваат оперативно. Или не? Па добро, јас не сум многу стручен за детска травматологија, меѓутоа она што јас го пратам, мислам дека тој тренд веќе се менува. Некако се почесто се оди и на оперативно решавање кај детските фрактури. Оној конзервативен начин или неоперативен, можеби затоа и се вика конзервативен, кога стававме гипсови, кога правиме. Да, и го држиш дете во 8 недели у гипс. Сега се става минимално инвазивно, се ставаат ендери. Се порано прави... се сечеше цела нога, сега правиш 2 дупчиња од по 1 сантим, ги ставаш ендерите. Така е. Детето после 10-ти ден може да оди у школа, што се вика, вадиш имобилизација и после 6 месеци се прави контролна графија, ги вадиш ендерите и си завршил работа. Така, ако се внимава на процедурата, ако се внимава на потенцијалните опасности што таа хирургија, нели, може да ги направи, евентуално, е безбедна хирургија која што носи, да речем, многу бенефит. Така, мислам дека таа минимално инвазивна што кога се започна се работи, мислам дека навистина за детска травматологија, мислам дека донесе еден навистина револуционарен момент. Порано цела нога, нели, се отвараше тие кинчери кои ги ставаа, се сеќавам, цела нога се отвараше, сега само да, или плочки и така натаму. Добро, мислам тука би завршиле бидејќи детска травматологија е посебна, мислам дека би била и посебна емисија. Од кај децава Камнар би сакал, мислам дека гледачите сигурно ќе ги интересира многу, ова е со дисплазијата на колкчиња кај деца. Тоа би бил единствено тоа би го кажал, бидејќи детската ортопедија има илјадници дијагнози, тоа е цела, да не кажам, субспециализација од ортопедија претпоставувам. Да. Али ова би сакал, само ова би сакал да го фатиме како тема, бидејќи секој родител прво што прават се брка ехо да се направи на колкчиња, зошто тоа се прави, каде е уствари проблемот. Ако не се направи или ако се промаши нешто, да кажем. За среќа, како што поминува времето, со добрата рана дијагностика, зборувам за последниве 20 на години, се намалија компликациите и тешките проблеми кои што ги следеа пред се тие мали пациенти и целото семејство со нив, токму преку раната дијагностика, конкретно ја спомна, тие се конгениталните, односно порано ги кажаме развојни дисплазии на колко, односно вродените дисплазии или во дадени случаеви луксации на колковите. И сега каде е тука главната работа и страхот? Прво ја би рекол малку епидемиолошки околу постоење на ендемски подрачја, значи Македонија и овој дел на регионот е ендемско подрачје, пред се ендемско подрачје. Јас случајно, значи последниве 25 години, меѓу другото сум се занимавал додека работев и на клиниката за ортопедија со историскиот аспект на тоа и бројот на пациенти кои што се оперирани и така натаму од детска возраст, зборувам пред 40, пред 50 години, колку бил бројот токму со оваа патологија, со исчешувањата на клуковите. Огромно. Секој ден по 20 пациенти. Иако, да речеме, тоа време се живеело во поранешна Југославија, како еден центар бил Скопје, односно ортопедска клиника, кој што го зафаќа делот на Јужна Србија, Косово, Црна Гора и Македонија. Меѓутоа, бројот на тие пациенти огромен. Зборувам за оперативно лекување. Меѓу другото и конзервативно, меѓутоа за оперативно лекување. Со воведување на таа минимално инвазивна дијагностика, која што е апсолутно сигурна, значи зборуваме за еходијагностиката која што спомнавме. Да, тоа е битно, да. Практично во најраната фаза, значи од самото раѓање на детето, во првите неколку месеци, во првите 3-4 месеци од раѓањето, доколку постои таков тип на проблем, и ако има некаква анамнеза се разбира за тоа. А тоа на ехо на пример се забележува одма. Се забележува одма, да. Може да се забележи одма и се започнува со ран третман. Раниот третман е најдобар третман. Значи се поставуваше прашањето кога да почнеме да го третираме. Истиот момент кога ќе го дознаеме тоа, значи го дознаваме денеска. Значи тајмингот кога е трета, четврта недела треба да се отиде на... Не, во принцип како е. Кај нас овакво и тоа е добро, со самото раѓање на децата, се прави првиот ехо скрининг. Понатаму
се оди, си имаме протокол по кој што се оди, некој ќе таму каде што имаме потреба почесто правиме почесто, меѓутоа таму каде што нема, после имаме на 3 месеци и така натаму продолжуваме. Обично на месец, на 3 месеци и така натаму. Конкретно мојот случај ќе ви го кажам со моите две деца, кои се 9 години разлика. Керка ми ја видов ме 2 пати на ехо, син ми 2 пати. Само 2 пати. Тоа беше мојот став, да, беше здрави колку и нема никаква анамнеза за Не треба да се за повторува, значи едино Па ако да, во приметиш, принцип нема потреба, сега кога се примети некаков проблем, апсолутно. Зашто е тоа многу важно? Затоа што проблемите понатаму стануваат практично проблеми кои што се многу тешко решливи, а на крај може да дојдат во ситуација каде што се инкурабилни на некој начин, дури и хируршки. Значи тоа се оние инветерирани или застарени состојби каде што имаме луксации на колку деца, луѓе на 25, 30, 35 години доаѓаат и сега решение за практично решение за тоа е многу малку, мислам зборувам успешно решение. Пошто се прават некаков тип на операции кои што би довеле зголемување на квалитетот на животот, меѓутоа далеку од тоа што ние можеме да го постигнеме кај нормална морфологија на тие колкови, во детска возраст тоа може. што значи тоа корекција? Кое е идеалното време ако треба да се коригира? Има ли некој Значи си време кога е? протоколи се што значи Во корекција? зависност Корекцијата секогаш зборуваме во најрана возраст започнува со конзервативни методи. Значи тоа се методи кои што не користат операции, нема операција. И ги следиш. Па да, доколку се луксирани колковите, тие се враќаат во нормална позиција, се поставуваат во дали гипсотомии, дали во апаратчиња, обично ако се многу мали се поставуваат, се посебни апаратчиња, да не ги именувам, да не ги замарам гледачите, меѓутоа како и да е, некаде и само широполо е доволен, ако немаме луксација, ако имаме само дисплазија, бидејќи во таа фаза додека се мали дечињата, кога се они мали, значи првите месеци, капацитетот за репарација, за ремоделација на самите структури, значи зборуваме чашката, ацетабулумот и делот на горниот дел на бутната коска или проксималниот дел на фемура што велиме, тие се овако со голем капацитет. Тоа е едно. Второ, што е многу важно, што порано и не го знаевме, сега практично новата хистоморфологија го докажа, ембриологија, е дека ацетабулумот визави проксималниот фемур, односно чашката во однос на горниот дел на фемурот, се со сосема од различно потекло. Значи, едниот од другиот различно се развива. И така треба да му пристапиме. И тоа е многу важно, меѓутоа ако ги поставиме во нормална позиција, понатаму развојот може нормално да се развие. Значи да се добие еден нормална чашка, нормален ацетабулум, развојот на фемурот нормален и така натаму. Значи големата слика е ако се примети, прво се иде конзервативно, ако не помине тогаш се оди нешто поагресивно. Тогаш се оди на оперативни постапки. Оперативните постапки се прилично комплексни, тешки и она што по принцип сакам да го напоменам, овие работи не се знаете како ќе направите една операција и ќе завршите работата не. Се многу операции. Ние заедно барем последниве неколку години што работиме заедно, работевме на таа проблематика, интересно е. И сега да речеме имате луксиран колки, еден или два, не е важно, еве да речеме еден, го враќаме назад, зборувам кај оперативните постапки, го враќаме назад, па се поставуваат во гипсови, па се следат. А повторно. Па после 6 месеци се вадат, се почна со рехабилитација, она што го спомнав, па да видиме дали делот на кровот се развил, не се развил, ако почнува добро да се развива, тоа е добрата работа, ако не се развива, наследи следна операција, значи пресекување, исклучително мутилантни операции. Колку трае тоа? Колку пати? Повторно 6 недели, па после тоа, после 6 недели вадење на остеосинтезите кои што се поставуваат, знаете, вие мало дете пресекувате карлица, ја ориентирате, ја поставувате во позиција која што сакате, ја фиксирате така во гипс плюс имплант за фиксирање, после 6 недели све тоа се вади, па повторно го вадите, па повторно рехабилитација и тоа сета трае додека не се постигнат резултати кои што се адекватни. Значи мора да се припреми и семејството од една страна, мора да се припреми малите деца, за среќа делот тоа не го памтат, меѓутоа како растат ги гледаат сите тие работи. Така да тоа е еден вид на психолошка травма. Да завршиме, дали на крај тоа сметаш дека мислам, резултатите се солидни, мислам, добри, има нормален quality of life и све тоа. Апсолутно. Ако се фати на време без разлика на сите овие травматски и за детето и за фамилијата дека треба неколку пати операции и така натаму. Па конкретно во нашата болница има неколку луѓе кои што се како деца оперирани, лекувани и така натаму, кои што вие појма немате, не знаеме. Мислам да душе јас знам, меѓутоа не е важно, и они си нормално функционираат, никој не може да ги примети. Тоа е. Добро, тоа затоа и сакав да се напомене дека големата слика е контрола, следење, секој што има одреден проблем. Значи тоа навистина треба, мислам, да се
прецизна диагностика, добро познавање на Ама проблемот, и тоа како е што една напомена, за разлика од порано и сега има огромна разлика. Значи тоа веќе внимаваат родителите. За да се стигне до тоа потребно беше многу време, нормално и едукација и така натаму. Меѓутоа, она што е многу важно, бидејќи сега ги имаме се помалку и помалку, да речеме, тој тип на компликации кои што настануваат или на некој начин дечиња кои што не влегуваат во таа група, значи промашени во диагностиката, не зборам дека ги промашил. Не дошле воопшто да се диагностицираат или дошле многу доцна, третманот е секако потежок и поинаков. Али многу е важна, значи повторно ќе кажам, диагностиката многу важна, познавањето на проблемот, бидејќи и во светот мал број на луѓе имаат сериозно познавање во оваа проблематика и понатаму на некој начин едукација и нонстоп повторување на пред се родителите, бидејќи децата се мали, низ што све треба да се помине за да се дојде до некаков резултат посакуван од наша страна. И нивна се разбира. Добро, мислам баш убаво се објаснува што се однесува дисплазијата на колкот кај дечиња. Навистина сакав да се објаснува, бидејќи у неколку наврати мене лично многу луѓе ми се јавуваат, треба ли да се прави, кога не треба да се прави. Дали постојат некои други заболувања на колку деца кои што сметаш дека се битни да ги спомнеш? Да, апсолутно постојат и за жал се во последно време многу чести. Нема некое посебно објаснување околу тоа, можеби малку околу делот на, да речеме, исхраната, тежината и така натаму, тоа се оштетувањата или намалувањето на васкуларизацијата во делот на главата на колкот или некои травматски состојби каде што ќе се оштети делот на зоната на раст и тој дел кај децата конкретно возраст. Тоа е во фаза на раст. Значи може да биде 10, 11, 12, 13, 14 години и така натаму и тогаш се нарушува и биомеханиката и васкуларизацијата во делот на зглобот на колкот. И тогаш настануваат навистина многу тешки состојби кои на пропаѓање на тој дел на колкот и решение тука апсолутно зборувам од аспект на било каков тип на биолошка операција, че не употребување на никаков тип на имплант, е со минимален, да не кажам незначителен резултат, со голема оперативна травма и се поставуваше прашањето што правиме сега со овие деца. Да речеме, имаме скратување на целиот биолошки сегмент, целиот екстремитет е скратен од една страна. А како го приметуваат тоа? Се приметува како акутна болка или како хронична болка? Не само болка, се прво боли, движењата во зглобот се апсолутно намалени, екстремитетот се скратува. Како ќе се примети? Значи на првите 3 чекори ќе го приметите, бидејќи тоа е огромно накривнување, кривење, со што практично и во горниот и во долниот дел од зглобот, значи проксимално и дистално од него настануваат нарушување во делот на рбетот, нарушување во делот на биомеханиката на карлицата, коленото и така натаму. Дали се јавува кај некои деца што спортуваат или не е врзано со ова? Во принцип може да се јави како резултат на некаква травма, апсолутно, меѓутоа не е секогаш поврзано со тоа, некогаш е поврзано со некакви си вродени причини за таква работа, може да бидат и болести и така натаму. И тука би сакал да го споменам она што практично револуционерно се почна и кај нас се почна за прв пат на дете од 13 годишна возраст, 14 години. Заедно го работевме, како беше тоа се? Да, ставивме вештачки зглоб. Е сега зашто е тука големината и на некој начин револуционерноста. Не дека ние го направивме први во свет, значи го почна и други во развиени земји. Зборам во земјава го направивме апсолутно први и почнавме понатаму да одиме во тој правец. Само да дадеме една мала историска увертира. Значи, кога започнав јас со специализација по ортопедија и предходно, нешто не се размислуваше на таа линија. Него тоа се сметаше за апсолутна контраиндикација. Контраиндикација, грешка. Значи, тоа не можеш никога да го замислиш, тоа да го направиш. На 25-30 години, а камоли на 13-14. Со тоа што јас пред неколку години ставив на 17 со огромен страф и ризик, а сега ставивме на неполни 14 години. И сега кој е големината? Прво имаме уште едно најава. Најава уште едно, така тоа е 13 годишно. Веќе го гледавме, рековме да почекаме уште некој момент. Зар се толку чести или не? Во принцип има доста, значи факт е дека тие оштетувања на зглобната раскавица, оштетување на целиот тој зглобен сегмент од различна причина, значи може да биде она што го зборувавме, дисплазија, луксација и така натаму, повреда, заболување, тоа се септични некрози, нарушување на циркулација, кои што во основа кај сите е нарушување на циркулација, доведуваат до такви драматични оштетувања на зглобот. Сега кои се резултатите? Во принцип треба да се следат резултатите, да се види колкав е квалитетот на животот и колку е квалитетот на животот подобар.
Во однос на нашите искуства и светските искуства, нема дилема, квалитетот на животот кај тие деца е значително подобрен, незначително подобрен. Некогаш во дадена ситуација која ги гледате, практично не можете да приметите дека имаат вештачки злоб. Но сепак имаме зони на раст. Значи, тука се оштетени примерно зоните на раст, вие го елонгирате, го издолжувате екстремитетот, начин го фиксираш и треба да го имаме во предвид и другото, дека таа коска, да речем бутната коска, што објаснуваше професор Кафтанџиев претходно, нема една зона на раст, има зона на раст во нивниот проксимален дел, има во незиниот дистален. Организмот, односно самиот орган коската си функционира така што се компензира. Значи ние ќе елонгираме, ќе се зголеми, тоа е процес кој што многу малку можеме да го објасниме. Долниот дел на коската ќе расте повеќе, па лонгитудинално коската ќе го следи и другиот екстремитет. Мислам, ова стварно револуционерно, мислам, она решавате голем проблем. И она што е многу важно, еве да речеме во однос на поставување на таа чашка, стабуларната компонента, вие поставувате во зона која што се уште расте, има една 3 радијатна раскавица таму. Тоа е многу важно кога ја обработуваме, кога правиме, не смееме нити премногу да ја оштетиме, нити па премалку, за да може тој стабуларен елемент кој што ќе се постави, да се постави баш онака како што треба, за да врасне во него и да добиеме квалитетен сегмент. Значи, навистина е тоа е баш на дименди други зборови, значи доаѓа време каде што има големи шанси сите овие главни проблеми кои што се јавуваат кај децата, порано што било незамисливо да се коригираат, сега веќе има можност за корекција. Ки поместивме границите дефинитивно, значи не зборувам се ние, него генерално ние како генерација, ортопедски хирурзи и травматолози апсолутно во многу работи, меѓу кои што и ова кој што мислам дека вреди да се напомене, бидејќи повторно ќе кажам, значи почетокот на мојата кариера за такво нешто воопшто не се размислуваше. На еден од светските конгреси, уште памтам 2009 година, кога се почна да се размислува и првите случаи, зборувам на над 20 години, каде што е веќе завршен растот, кога се зборуваше, имаше големи дискусии за и против, да сега веќе искусните, верзираните, нема стандардизација во тој дел, али искусните и верзираните хирурзи во таа проблематика го започнуваат тој процес, и тука повторно ќе спомнам, тоа не е нешто што може да биде како дел на експеримент. Значи, тука треба да бидете исклучително верзиран во таа проблематика, значи, навистина да имате долгогодишно искуство во таа работа, за да се започнете кај деца да поставувате импланти. Значи, апсолутно, тука дилема нема. Океј, баш убаво што го кажавме, мислам баш е убаво што се спомна, бидејќи навистина новина ми е драго дека го кажавте. Сега мислам дека тука би ја затвориле детскава, иако можеме цела емисија да дефинитивно се направи за децава. Беше актуелно, Игор, сега ќе збориме за ја видов сликава на рентгенската слика на Линдзи Вон. Ја не знам дали ја виде, да веројатно ја виде. Ти ја покажи. Да, мислам ја не знам, да речеме еве конкретно, претпоставам дека се би се вратиле малку во клиничка вилка што ти најмногу го работиш, тоа се фрактурите на сите фрактури што постојат вајда од човечково тело, можам да кажем од акутен, од итна состојба или како да ја крстам. Кои се најчести фрактури, ајде да почнеме. И дали има разлика помеѓу начинот на настанување на фрактурите? Да, дефинитивно има разлика. Па прво треба да се види, да се направи разлика помеѓу механизмот на делување за да настане фрактурата. Тоа е најчесто она разлика што ја правиме на сообраќајниот травматизам, каде што подразбираме дека тие фрактури настануваат како резултат на делување на јака сила. Или мотор, пример. И мотор, да, све уште повеќе, нели? Особено што таму одредени делови на телото се уште поизложени, па се тоа најчестите типови на фрактури. И она што значи фрактури кои што настануваат при делување на некоја нормална сила, каде што секако се надминува еластицитет на коската, па доаѓа до нејзина скршеница. Што е проблемот кај делувањето на јака сила, јака травма, што оштетувањето е пратено и со оштетување на меките ткива. Јас ја видов оваа слика од после операција, тоа што правеле колегите, меѓутоа имаше едно, сега вака кога почнавме да зборуваме, па ми текна, таму имаше една слика во кревет на Линдзи Вон со некој надворешен фиксатор, што е, да речеме, веројатно е првата фаза во третманот, каде што ми се чини беше отворена фрактура кај неа и го видов и на начинот како се повреди, тоа и е сериозна травма. Да, веројатно со 120 на сат. Тоа не е ни сообраќајна травма, значи уште посилно од тоа. Што е проблем? Проблем е третманот на меките ткива. Значи, фрактурата, па
Па би рекол, каква и да е, Ја решиш. ја решите. Кај неа е посебно проблем, сега спомнавме. Да, како пример вече Нема веќе интересно, како пример, бидејќи тоа што го видов, ја мислам дека цела нога е уметал, мислам тоа да, неам. Да, како пример на една таков тип на скршеница, каде што е интраартикуларна, каде што е зафатена и зглобната раскавица. Значи, кај тие типови на фрактури важи правилото дека треба да се направи анатомска репозиција. Значи, не можете секогаш да направите, меѓутоа најблиску до она што е нормална анатомија. Зошто? Заради тоа што следователно, ако тоа не оди како што треба, ќе дојде до некаква посттравматска артроза. Значи, тоа не е артроза како што зборуваше Виктор од дегенеративна природа, него артроза која што настанала како последица на оштетување на раскавицата. Насилно. Значи, нема начин како да ја вистински да ја обновите. Колку ќе трае тој период, никој не знае. Така. Се тука има и други дополнителни компликации кои што се поврзани со таа делување на таква јака сила. Значи, каква е состојбата на меките ткива и колку ќе биде нивното преживување. Од нивното преживување ќе зависи понатаму и како ќе се развива зарастувањето, односно лекувањето на тој тип на скршеница. Дали да речеме, бидејќи ти си исто долги години, се сменили нешто во травматологијата во однос на хируршкиот третман, во однос на инвазивноста, помалку инвазивна, дали се сменија техниките, речи имаш фатено долг период, на кој начин, што е променето начално? Па и во травматологијата се повеќе се оди на оние минимално инвазивни техники. Значи, ако порано требаше да отвориме една, подколеница за да решиме диафизата и да ставиме плочки и штрафови, денеска тоа го правиме преку минимално инвазивен пристап и би ставиле некаков клин. Така, значи за долгите коски тоа е некое решение. А тоа што значи, например, во моментот кога ќе се оперира, исто кој што зборевме за децата, не треба имобилизација или треба имобилизација? Не треба имобилизација. Колку долго може да го носат тој материјал во себе? Па овој материјал што ние денеска го ставаме е биолошки инертен. Во принцип тој може да се носи цел живот, не мора ни да се вади. Значи, би рекол дека се вади само таму ако процениме дека може да прави некаков проблем. Така. Или актуелно прави проблем. Ако актуелно прави, инаку не. Да, инаку не мора да се вади. Која фрактура е, да речеме, не зборам за отворени, бидејќи тоа би го спомнал. Кои фрактури се онакви фрактури кои што требаат да не кажам итно да се оперираат? Дали се само на скочниот зглоб или има и други фрактури? Тие се, да речеме, онака ја што знам дека на малеолусот овие што се на скочниот зглоб скршениците, дека треба релативно брзо да се оперираат. Па тие влегуваат во една категорија на релативно брзо кај што треба да се оперираат, ама зошто ги оперираме брзо? Повторно заради меките ткива. Заради не знам, една анатомски лоша васкуларизација во таа регија и таму настанува еден оток веднаш по скршеницата. Да има тука, да, дека одма коската е тука. И тоа е тоа што може да ја компрометира утре интервенцијата, ако тоа се одложува. Затоа е тоа е релативно итно. Не е уствари ради тоа што има ќе се оделат фрагментите или не, туку едноставно ради околината што ќе уништи се прави така. Нешто што е итност. Мислам, од секогаш било итно фрактурите на диафизата на фемурот. Зашто? Затоа што тоа е поврзано со масивно крварење, со губиток на сериозна количина крв која што треба да ја решите. Така. Со стабилизацијата на скршеницата. Фрактурите што се поврзани со одредени невролошки испади. Да речеме тука ќе ги спомнеме во секој случај да не забораваме рбетниот столб на пример. Па, дали се токму тие иако тоа мултидисциплинарно вие влегувате заедно со некој со неврохирурзите во зависност тоа или не? Па добро, со нив сме повеќе кога работиме она што значи дегенеративни промени, кај што ни треба некоја, да речам, ајде помош во смисол на менаџмент на она меките ткива. Така. Мислам на рбетниот мозок, на нервните корења и така натака. Во однос на дали рбетниот столб, дали скршеница на рбетен столб е итна состојба? Па доколку е поврзана со невролошки дефицит, да.
И тоа Како ја правите проценката, да речеме, дали се прави ако нема невролошки испади, дали исто влегува во итно или не, само невролошки? не мора да биде тогаш итно, тогаш може да се работи. Како секоја друга скршеница која што може условно одложено да се реши. Како и сите скршеници, најдобро во првите 24-48 сата да се завршат. Така. И значи за разлика од порано многу далеко отиде на травматологијата тој аспект на Па во принцип, да, како што го спомнав оне на почетокот, се развиваат оперативните техники, се развиваат имплантите. Така. Значи многу посигурна е таа остеосинтеза. Постојат ли да речеме кога на времето уште оние состојби кои ќе оставиш у гипс и седи 4 месеци у гипс? Има ли такви состојби Денеска или не не? би требало да биде тоа пракса. Без разлика на Без разлика на возраст, без разлика на типот на повредата. Значи, нели едно време ги кога ќе држат го цело ставите време 4 месеци у гипс, па тоа ќе биде катастрофа во однос на атрофија ова. атрофија на мускулатурата, раздвижување на зглобовите. Тоа може да не зарасне добро. Абе, инактивитет на остеопороза, за она што претходно зборувавме, заради инактивитет. Процесот на самата коска ја губи својата нормална структура заради Така. инактивитетот што го има. Така, Се поврзани процеси да. што Отворена скршеница? да, тоа е итност. Тоа е па итност заради друга од други побуди итност, заради тоа што секоја отворена скршеница се смета за потенцијално контаминирана. Така. Тоа значи дека потенцијално може да се развие инфекција. А инфекцијата во оваа хирургија е многу сериозна компликација тоа е која што се катастрофа, лечи со години. И од тој дел е Зошто е тоа уствари проблем по принцип? Зошто, пример, јас се бавам исто со хирургија, речеме кој имаш инфекција, ние релативно се по принцип има еден куп антибиотици и за начално каква сака да е релативно, ако детето не е компрометирано имунолошки, релативно проаѓа полесно од коски, на пример. Тоа ми било стално, бидејќи за 2 недели, 3 недели со антибиотици имам еден куп, ќе помина. Ја од кога знам исто од времето, ќе не дај Боже да некој остеомелит да закачи, тоа трае со месеци. Со години. Со каде доаѓа Со уствари години. васкуларизацијата, слабата прокрвареност, од каде доаѓа уствари неможноста да го излечиш по принцип. Со сите овие антибиотици сега што постојат. остеомелит е посебен Не, проблем. јасно, кажав Тоа не е онака. една емисија 10 може. Да, да е. јасно, да, Значи, тоа е цели книги има за Во тоа. основа од каде доаѓа точно не се знае. Не се знае, да. Меѓутоа има една теорија која што како теорија многу држи како теорија, тоа е слабиот имунолошки одговор на организмот, освен ако немаме некоја масивна на некој начин масивен влез на бактерии, да речеме, кај отворени фрактури. Али каде, кај биолошки самиот организам да има послаб имунолошки одговор и тој се лоцира во тимусот, во таа жлезда. Значи тоа беше едно од објаснувањата кој што многу често Се спомиња се сега. спомнуваше и се дискутираше и има и навистина има основа за тоа, бидејќи многу пати се случувало, значи по исти А може да се, речеме да се отвори, да се искиретира, да се исчисти тоа или тоа се принципи на работата, апсолутно, без дилема. Што е проблем во нашава хирургија? Е заедничката, без разлика дали ќе ставиме имплант, не знам, плочка интрамедуларна некаква фиксација или ќе не ставиме протеза. Проблемот и тоа е последно време е докажано, проблемот на појава на биофилм. Значи, тоа што не можеме да го детектираме со нормална речем, визуализација или нормални испитувања. Кога самиот имплант ќе се обложи со еден тенок филм кој што е од бактерија некаква. И тука не можеш да го мрднеш тоа. И тоа единственото решение е да го извадиш имплантот. Нема друго, да. Значи, покрај целата онаа хируршко населува чистење и све, тој таму ќе се насели, ќе се обложи имплантот со тоа и тоа постојано провоцира некаква инфекција. И тоа ти знаеш дека имаш проблем доаѓа од таму и тоа без Ако разлика. тоа се повторува некакви чистења или фистули кои што се појавуваат течење од раната која што не поминува после некој време, се знае дека е тоа. Имаме ситуации такви за жал. Од каде и што, зошто сега причините за тоа се внимаваш и пазиш и све и повторно се јавуваат. Имаше една Имаме, извини Виктор, имаме и денеска многу поагресивни бактерии. Да, Ние имаме проблем, тоа е сега светски проблем кај нас уште повеќе потенциран со
би рекол злоупотреба на антибиотици. Да, се пијат. Таа работа ни доведува до еден ваков проблем во кој што имаме исклучително агресивни бактерии кои што не можеме да ги лечиме со Искорениме, нормална никако. антибиотичка терапија. Тоа е она што сакав да кажам, баш извини што те прекинав, тоа беше делот дека се создаваат нови соеви на бактерии кои што се прво многу резистентни на многу антибиотици, друго не е само еден, него се повеќе, се комбинираат таман со еден се излевал на крај доаѓа друг и одредени центри имаат и своји микробиолошки лаборатории, конкретни микробиолошки лаборатории кои што се занимаваат само со тие департменти кои што се занимаваат со травматологија и ортопедска хирургија. Значи само со нив. Со коскено-зглобна хирургија, тоа се институти коскено-зглобна хирургија. Ние имаме микробиологија кај нас, да речеме, еве конкретно во нашава институција, што е многу добро бидејќи директно ги праќаме препаратите, брзо ги добиваме резултатите. Плюс Виктор уште една работа, веќе го почнавме тоа. Тоа е соработка со Институтот Институтот за микробиологија, за микробиологија. Значи ние кој ќе го извадиме имплантот, ќе го пратиме тамо и тамо има еден апарат кој што се вика сонификатор, каде што ајде не објаснувам техниката како е, меѓутоа таму доаѓа резултат за биофилмот. Тоа што ни е многу важно да знаеме. Тоа што нас ни е важно, значи ние сме го извадиле, меѓутоа Не околината знаеме уште, треба да, да ја да, решиме, јасно, нели? јасно. Ја лечиме. Така да излечиме околината, тогаш ќе имаме точно да речам изолиран причинител на кој што делува тој или тој антибиотик и можеме да добуваме Соодветно. директно соодветно на тоа. Тука Игор само би напоменал уште едно прашање, па би завршил со протезите со Виктор. Едно што е многу честа работа, тоа е со руптурите на ахилова тетива. И тоа ми беше онака исто една многу честа варијанта, спаѓа во некаква итност. Знам во некое време треба одредено време да се оперира. Еве конкретно колку време треба од моментот кога како знаат пациентите дека се случува тоа, знам дека има еден звук се испушта јак, болката е веројатно силна. Колку време имаат од кога ќе пукне таа ахилова тетива или кога ќе се руптурира да се треба да се направи интервенција? Па тоа би рекол спаѓа во онаа категорија на релативна итност. Подобро е побрзо отколку што нели да се одложува. Не, Зошто? повторно Затоа со што околина. и технички е подобро за тој што ќе ја прави операцијата, да речеме во првите сати тие два дела на таа руптурирана Не се контрахирани. не се контрахирани, полесно ќе ги споите. Тоа е едната работа. Честа е појавата, особено сега кај рекреативните спортисти, тоа е. Има ли Значи, правило кој што- дека гледам луѓе кои што се бават со спорт кои имаат тоа? Ама Тоа е не се најинтересно. загреваат претходно соодветно. На која е причината на пример? Еве? Ми се чини дека тоа е главната причина. Несоодветното загревање и можеби префорсирање, знаете сега, овие нели рекреативните спортисти кои што мислат Или со возраста се преценуваат, нели, ние мислам сега, да се така е, преценуваш ние со сега возраста. На оваа возраст мислиме дека сме уште можеме да играме фудбал или кошарка во 11 сат навечер и Тоа е тоа. А да речеме моментот кога ќе се оперира, ќе се заврши со операцијата, се носи имобилизација, има Се некои носи правила, колку имобилизација. време? Добро, тука малце тоа е Прво флексибилно. во една позиција, па во друга позиција, па. Да, тоа е поише презервација на она што е сушиено внатре, да се Да го- се- да се- пати. Да, да И се не мора да се сочува. две позиции. Не Ако мора. ја оперирате пипно, ќе добиете плантиградната позиција на стопалото и во таа позиција ќе се зарасне. Смее да гази? Си гази, да. Со ортозата смее да гаси. Си гази. Тоа ми беше битно, Нема зошто. сакав да тоа да Инаку биде. зашто пука на тоа место? Тоа е пунктум резистенција минари, слаба точка на телото, не жабе се наречена. Не ми интересно на Ахилова колега тетива, сопруга, од исто Ахилес. на обично играње со деца, значи нема ни спорт, нема ни ништо, се имаше. Интерференца на сили на Сега, едно место, само на сега, слабост, што се вика после толку физикални почна да Почесто ќе мажи него кај кажеме, жени. да. да. Многу почесто може. Добро, тука би завршил со овој травмат, повише со травма во себе, отишол на овој дел што мене или исто лично ме интересира, верувам и гледачите, ова што е многу често, што се повеќе го работите, што се вика скоро, да не кажам секој втор ден, се протезите. Мислам протезите на зглобниве површини. Значи, каде најчесто ставате и кога се ставаат, да речеме, наједноставно. Па, најдоминантно застапени зглобови биодел се колку од коленото, обично беа 2:1 Колку према колку колено. према колено и па овие последниве години ние малку направивме и
поголем исчекори, рамениот зглоб Да, ставивме и доста протези на рамен зглоб, каде што имаше комбинирано, дали беа состојби како резултат на травма или состојби како резултат на некои причини кои што предизвикале артроза или системски заболувања како што е реуматоидниот артрит на рамењата. Така да и рамото е вклучено во тој дел на алоартропластиката или поставувањето на вештачките зглобови. Зашто сам посебно споменувам, многу често сум го зборувал тоа, се користат биоинертни материјали кои што имаат исклучителна инертност во човечкото тело. Значи тоа е прво едната работа. Друго, тие елементи во зглобовите каде што настанува така наречено триење, односно во зглобниот дел се направени од материјали кои што се со многу низок степен на загревање и фрикција, односно абење. Така да тука се гледа лонгитивитетот или можноста тој имплант да живее долго. Сега тоа е првиот чекор која е индикацијата да се стави, да речеме, протеза на колка? Пошто како ја правиш проценката? Значи артроза? Артроза е една од. Кои се испитувања кои што ги правиш за да видиш? Да речеме, да, асептична некроза со конкретно артроза после комплетна на зглобот или некаква си скршеница во тој дел која што не може да се хируршки збрине. Значи после скршеница кој што не може да ги збрижите ни штрафови, ни мафови. мафови. Колку сега конкретно, откако почнавме да работиме заедно и ја малку си го ревидирав ставот за околу типот на скршениците во проксималниот крај на фемур, кој што порано некако инсистиравме дека треба да се решаваат со остеосинтеза, со поставување на имплант. Без вештачки колко и без вештачки колко. Меѓутоа, неколку што работевме заедно се покажа дека кај што ставивме колк добро направивме. Така. Затоа што реално побрза е рехабилитацијата. Не чекате да зарасне таа скршеница. Одма има ново. Спорувам поготово кај збориме кај возрастната напредната возраст, да, апсолутно, каде што индикационото подрачје тоа ни го дозволува. Значи, зборуваме таму каде што е слаба васкуларизацијата, каде што навистина очекуваме прво дали ќе зарасне. Значи прво е прашањето дали ќе зарасне, бидејќи таму васкуларизацијата од исхраната со крв е многу мала, а немате вие толку време, имате возрастен пациент. И таа дилема, мислам дека ни е расчистена веќе, дека дефинитивно имаме неверојатно подобри резултати. Не само ние, мислам, тоа се светски стандарди, ние само ги прифаќаме и во секој случај сме во чекор со времето. И што вика Игор, апсолутно не сме погрешиле во тој дел. И сега таму се поставуваат кај коленото немаме травматски состојби, некои посебни травматски состојби каде што одиме на вештачки зглоб одма, бидејќи тоа се така наречени resurfacing процедури, односно процедури каде што да речеме време да се пазариш, пример. Како од аспект од кој ќе открие дека има одредена промена, ти го гледаш ова? Апсолутно, да. Значи зборуваме во моментот на итност, така? Да, апсолутно. Значи кај артрозите, поготово кај дефинираните артрози, тука нема дилема. Значи имаме простор. Меѓутоа има еден интересен феномен, и тој мислам можеби децени и кусур ме следи. Кога разговарате со пациентот и колку можам да го одлагам, тоа викам зависи од вас, бидејќи ќе почне да боли. И сега има момент се одложува, со месеци може да се одложува, може со години да се одложува. И кога ќе дојде моментот на комплетно пропаѓање на зглобот, тој толку многу боли да он доаѓа за, вика денеска. А како денеска? Значи толку е силна болката, значи, тоа е толку силна болка и набилитетот е толку голем да некаат што е можно побрзо да се од ова, ако постои начин, ратисам, значи тоа е моментот. А негде е малку поголема хитност кај оние асептични некрози кај што настанува така наречена субхондрална фрактура, ние што викаме. Значи пропаѓа онака како пинг-понг топче кој ќе го стиснете. Тогаш и тие се многу силни болки и таму навистина немате ни артроза веќе развиена, меѓутоа болките се толку многу големи, решение нема друго. И тогаш се оди зборуваме конкретно кај болката. Кај рамото не е така, бидејќи рамото не е оптоварувачки зглоб, тоа е хенгинг, тој виси нели повеќе, немаме директен притисок како кај колената и кај колковите. И таму е просторот кога да се интервенира малку подолг. Има кај коленото еден момент кај што практички ние секогаш го промашуваме. Не ние го промашуваме заради тоа што не го правиме, него затоа што пациентите не доаѓаат. Кога можеме да направиме корекција, остеотомија или да направиме остеотомија па да ја коригираме осовината. Така. И да го спречиме понатамошното абење на рскавицата. Ама тоа се гонартрози од први, втори степен, такви пациенти не доаѓаат кај нас. И воопшто
тоа си го трпат, или како нешто Кој од овие менување најтешко? Дали е рамо, дали е колено или колка? Исто. Нема некоја разлика? Па не работата во тоа, него работата секој пациент, секој човек си е своја приказка. Во принцип Технички кој е позахтевно? Вака, коленото има повеќе мерења, колковите имаат релативно подобар рехабилитацијски момент и рамото е негде веројатно на трето место, бидејќи сепак малку комплексноста на самиот зглоб и употребата на таа рака понатаму во делот на рехабилитација е типот на протезата таму. Колку трае процедурата? А која? Певена колка, да речем. Зависи од индикацијата, зависи од тимот, од многу работи. Грубо. Зависи од дали е грубо, да кажеме, со овие техники кои што ги користиме, да речеме самата процедура не повеќе од 45 минути. Дали ако се појави од едната страна, се појави секој од другата страна или не мора? Не мора да значи, меѓутоа многу често се билатерални. Може да се случи. Билатерални се, да речеме, колку и колена, поготово кај примерни артрози, кај секундарни артрози како резултат на некаква си травма претходна, посттравматски, тогаш се унилатерални на една страна се. Инаку кај овие другиве кои што се идиопатски примарни, тука нема дилема, се јавуваат на двете страни, значи едноставно симетрични се на двете страни, за жал. Тоа ми беше порано дилемата, сега не знам дали веќе се практикува, да речеме во однос на материјалот. Дали се веќе се стандардизиран, или порано имаше керамички, имаше титаниумски или... Баш напротив, порано ги немаше, сега ги има. Сега ги има, не знам, добро, тоа е која информација. Значи, Дали има разлика меѓу едно и друго? И зошто би се користело едното, а не другото, пример? Стално било дилема. Значи, тука постои керамички имплант. Имплантот не е целосно керамички, тоа е составен од метална легура во најголем дел, артикулирачките површини, односно површините, што претходно го спомнав, каде што е зглобната површина, тие материјали може да бидат различни. Да речеме, тоа важи кај колкото, тоа важи кај рамото, кај коленото не. Кај коленото имаше еден обид да се поставуваат така наречени ригидни керамички компоненти, тие се интерпозитуми, значи помеѓу местото каде што артикулира коленото, и тие да не бидат од таа специјална пресувана тврда пластика, тоа е полиетилен со различна густина и така натаму. На полимерите, тоа е, мислам, технолошки исклучително на голем напредок да се става некоја форма на потврд материјал како што е керамиката, меѓутоа тој се сврли бидејќи коленото не покажа никакви добри резултати, а кај колкот и кај рамото апсолутно без дилема. Најдобрата комбинација е конкретно кај колкот е керамиката, таа последните генерации на керамика, да бидат артикулирачките површини на главата, а во делот на чашката, на ацетабулумот, не да одговара на иста тврдина како керамика, него со исто голема цврстина, меѓутоа с големен флексибилитет. Тоа е така наречена high cross полиетилен, односно пластика, специјално дизајнирана пластика, која што практично полимерите внатре што ја составаат, со исклучително голем квалитет, и тоа овозможува долго време таа пластика да трае. Но да не заборавиме, ако е поставена во добри биомеханички односи. Ако не ја поставите во добри биомеханички односи, таа ќе трпи зголемено оптоварување и процентот на абење ќе биде поголем и долговечноста, лонгитивитетот на таа протеза, односно на тој зглоб ќе биде помалку. Колку отприлика кој се стави, ако све биде окей, немаме никакви проблеми, инфекции, све легне како што треба, колку долго може да трае таа протеза? Да речеме на колкови се смета 25-30 плюс години. Да. Кој имаш пациент кој што има колку 20 години? Јас имав објавено пациент кој што е опериран со посебно задоволство, сакам да го спомнам, во времето 71 година од страна на академик професор доктор Љупчо Серафимов. Тоа беше метал на метал протеза, Макиферар, и ја чувам уште таа протеза, таа е наистина нешто што го чувам повеќе него часовников или не знам што, која што траеше 42 години. Дојде ревизијата, значи ја извадив таа протеза, ја се извадив таа, ставив нова, со уште еден мој колега од клиника, професор Самарџиски, и го објавивме тој случај, значи тој траеше 42 години, зборуваме метал на метал, Макиферар, ставам 71 година. Свака чест. Така да сега овие новиве со новиве техники за чување на меки ткива и така се очекува да траат. Понатаму, меѓутоа тука да не заборавиме, значи конкретно ја спомнавте Линдзи Вон, на оперирана повеќе пати па уникондиларна протеза на едното колено и така натаму. Луѓето добиваат понатаму на квалитет на живот до тој степен да мислат дека може да бидат екстремни спортисти во наши услови, трчаат маратони, се фрлаат со параглайдери, значи пациенти такви кои што чувствуваат толку добро мускулната сила што ја зборував. Дали треба тоа, просто прашам?
по тебе. Во принцип не сега. Значи како доктор ординирач Да, не не можам може тоа да да- го препорачам бидејќи нели како се вика Све превентивно дозирано, делувајте, на некој внимавајте да не се повредите. Тоа важи чадејќи за тебе. Тоа важи за мене на крајот криштата. За Игор исто сега. Игор он е екстремен спортиста, скијач, па затоа пола година минатата ја поминавме Паѓа и се крши. пола година минатата ја поминавме со стресови, со скршеници на рамења и такви работи. Така да, значи, Супер, не, мислам вака- не е добра препорака да Така. правите го тоа, али не може да вас пречи. Значи, бидејќи мислам гледам можеме ова стварно да емисијава добро што ја земавме двајцата, баш онака не ни приметив, веројатно повеќе од еден час се помина, да не знаме точно колку. На сите мои гости ги прашувам идентично прашање на крај. Дали сметате дека вештачката интелигенција прво ќе ги замени хирурзите и второ дали може вас да ви помогне во работата? Сакаш ти прво? Ајде, сакаш ти? Повели. Ја мислам не може да не замени. А да ни помогне може. Камер? Без дилема ќе биде од голема помош и е од голема помош. Ние имаме искуство да речеме со роботска хирургија во комбинација со вештачка интелигенција околу прецизноста на пласирање на одредени импланти, добра тродимензионална проценка, кај што има недостаток на коска да можеме да добиеме 3D препарати поориентирани да бидеме, што викаме роботска рака, значи тоа е дефинитивно тоа ќе биде тоа, ќе ни помогне. Али дека ќе го замени хирургот, она зборувам од максимум заменување сега. на хирургот, барем во оваа фаза, убеден сум дека нема, иако нели имаше такви најави од страна на најбогатиот човек на светот, меѓутоа добро, можеби он знае нешто повеќе него што знаеме ние во моментот, но ќе видиме, зборувам во нареднава деценија, сепак е тоа една голема временска дистанца, убеден сум дека нема. Да не замени, а ќе помогне многу. Игор, Виктор, фала ви што бевте гости на мојот подкаст. Ја мислам дека онака лет на времето, не знам точно, мислам дека саат и 20 минути зборуваме веќе. Ви благодарам што бевте гости. Се надам некоја наредна прилика пак ќе се видиме. Благодарам за поканата, Джадик. Благодарам Убаво втор се пат. поминавме. Одлично. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието. Се гледаме наредната недела со нов гости.